Оваа фирма е во собственост на тројца луѓе од ВМРО ДПМН, од општина Кавадарци, еден од нив Сокаровски е председател на месен комитет. Господине Ставревски, бев во Кавадарци, ја сликавме нивата и нема оревите. По оваа логика, бидејќи станува збор за 4 годишен, долгогодишен насад, следната година треба да ги береме оревите. Фирмата земала 50.000 евра, а оревите ги нема. Еве а нивата 10 хектара, еве ги сликите, ореви нема. Еве уште една слика, еден исушен орев. Еве уште една слика, трње и жбунови. Јас искрено се сомневам дека луѓево и знаат каде воопшто се наоѓаат овие парцели, дали и биле воопшто. Важно дека парите ги земале. Однасат на Гиго Јованов. Само едно дрвце има. Ето е. Овие 346.000 денари му се исплатени сега. Дали знаете дека оваа фирма се жали, бидејќи при инспекцијскиот надзор на господинот Жарко Камчев, вработен во влада и задолжен да врши инспекцијски надзор на овие решенја, заедно со вас и заедно на подписникот на овие решенија, Тони Димовски, побарал мито за да може оваа фирма да ги користи. Јас пак ке највисоко. За вакви ли партиски вработувања, господине Кузмановски велев? Епа за вакви вработувања ќе бидите сведок за кривачната пријава. Дали мислите дека е фер на господинот Станоје Јанкулов од Кавадарци да му дадете субвенции 48.900 во 2011 година, а тој 60.000 денари дуплати во сметката на ВМРО ДПМН за изборите? Прв случај, господине Димовски, вие сте подпишан, мислам дека добро сте запознати со случајот на Факултетското земјоделско стопанство АД Трубаре во Скопје. Решение сте донесли за одбивање. Еве го, подпишан сте тука, директор сте вие. Господине Димовски, на овие лица 200.000 евра во изминативе 3 години им немате исплатена субвенција. Судови налага. Значи ова е пресуда. Знаете, господине Димовски, дека за непостапување по судска пресуда или судска одлука се оди во затвор. Управител на фирмата е Радко Неделковски, брат на Миленко Неделковски. Има добиено 200 хектари земја за одгледување на стадо од 150 до 160 кози и има земено 10.000 евра субвенции од владата на Република Македонија. Очигледно станува збор не за вистински земјоделци, туку само за добивање пари од субвенциите и кратење на право на некое семејство кое што живее од социјална парична помош. И вие одредувате кај кого ќе влезат, автоматски одредувате кај кого нема да влезат инспекторите. Како е можно со рекордно високи субвенции да имаме рекордно висок увоз на храна? Нешто не е вред.